Ја би сакал да потенцирам да кажам за нашите сограѓани во општина Кавадарци од ретките примери во нашата држава каде што работи во полн капацитет, со полно работно време, односно не ги користиме бенефициите по однос на COVID-19, нормално се штитиме според препораките од регулатора на владата. Сите работи се работа, не само во општината, него и во јавните предпријатија, и тоа е по голем успех на делот на реализирање на порадомошните комунални и капитални објекти. Општина Кавадарци според планот за комунална и капитална изградба до изградба и реконструкција, до овој момент нема заплаен верен поглед, односно се одвиват сите дејности во една најнормала. Би ги спомнал тука проекти во делот на повеќе наменска велосипедска патека до Мокриште, до Водиште Воденица, исто така изградба до реконструкција на патишта кои што биле по долго време на пуштени, како што е Полеш, Радња, Драгожел и други села каде што луѓето имаат потреба да се движат. По делот на реконструкција на улици и патишта се тендерираат количествите постојани работи и ќе се още од 15-20 комунална интензивна. Скејт паркот е во завршна фаза, паркиралиште е во завршна фаза, исто Винска куќа која ќе биде Вински музеј во завршна фаза, Западен булевар се работи интензивно на инфраструктурата и на конкретно асфалтирање. Улица Шишка, очекуваме за месец дена да видиме новиот трик со 3 ленти со велосипедска патека, така да мал број проекти кои што сите беа ставени во програма ги работиме. Исто така можеме да соопштиме да кажем дека од понеделник се отпочнува со доизградба на нова 11,5 метри нова нисконапонска мрежа. Што значи тоа? Тоа значи дека сите населби кои што до денеска нема улично осветлување, ќе добијат да тоа се покрити би ги набрала како улица Индустријска, дел од Ѓорѓе Соколов, Лисанска, Доне Попов, и локалитетите како што се 12 другари, Северен булевар, Западен булевар, влезот, така да ќе добиеме комплетно осветлување на нов лик на градот и замена на постоечки 800 светилки во централно и прицентрално градско подруčje. Така да драстично се подобри и самото осветлување во ночните часови. Сакам да потенцирам да кажам дека општина Кавадарци одржа и совет кој што го пратевте ви медиумите и граѓаните, онлайн совет, каде што направи конкретен ребаланс. За сега во финансска конструкција немаме некаква финански дефицит. Добро ги пратиме економските мерки и нормално со препораките на владата се усогласуваме во делот на мерките по COVID-19. Кога ќе го започнеме кејот да го доградиме? По основ на кејот, доградбата на кејот, не го спомнавме, благодарам за прашањето, значи од место викано Слога мостот, се до спојувањето со Баташа, веќе е завршена тендерска поставка преку Плански Вардарски регион. Избрана фирма за изведба за 15 дена ќе биде поведена во работа со почни со изградба на кејот. Тоа значи дека општина Кавадарци ќе заврши последната фаза во доградба на кејот и ќе има комплетно изграден кеј. Тука само би додал и би кажал дека колекторскиот систем во општина Кавадарци во изминатиот период од месец дена го заврши до после село Марена до самата локација за почистителната филтер станица. Така да тие капитални објекти во делот на кејот и колекторски систем се надминати и комплетно завршени. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.